Сакам да поставам неколку многу едноставни прашања, што мислам дека ќе може да ми одговорат и децата. Значи, од кај носиме дома храна? Од пазар. Добро, од друго место негде од кај доаѓа храна? Од Мила. Од дете нема да добиете дошла храна од Мила. Од повозрастните ќе добиете од кај доаѓа храната, ќе ти рече од пазар негде од Мила. Ама децата, нашата генерација, доста од генерациите што ги знаеме, пака што се заднеме да кажеме, храната за нив доаѓа од супермаркет, од сендвичара, од некој такво место. Храната ретко доаѓа од Мила, таму што ќе рече. Никој не размислува на животни, на растенија, на фарма, на земјоделие, на копање, на орање. Ако некој има дворче, може би дома, па отишол па си извадил, искувал нешто што посадил, пак знае, ќе рече од дворот може да ми дојде нешто за јадење. Ние, слава. Ајде второ прашање. Која е стандардна македонска храна? Ова е веќе потешко прашање. Пиперки и домати. Пиперки и домати, добро. Друго нешто? Графче, тавче, граф, нешто друго. Нешто друго? Македонија има многу различна храна. Ние некој пати викаме јадеме лепо ова она, меѓутоа ако не сте биле во Турција, ако не сте влегле на пример, замислете си ваква ситуација. Хотелот 5 звезди, шведска маса, може да јадеш се што сакаш колку сакаш и влегуваат двајца луѓе. Влегува македонец, влегува некој американец и влегува турчин. Не знам дали сте имале шанс, ова не е виц. Знаете што прави турчин? Ево Вилма ќе ви каже. Прво оди кај левот. Ја полни и за мене беше шок. Ја полни чинијата со лед горе, ја носи на маса па се враќа да земе што било од. Ако лажам, поправете. Ако прашате некој во Азија таму од таа страна од Манила па натаму, што е главната храна, ќе ти каже орис. Орис и риба, нешто тука таму ваму, имаме нешто фиксно. Ние живееме денеска во време во кое јадеме свашта. Јас сум сигурен дека мојот прадедо не знаел што е тоа банана. Јас му рече си сигурен дека е така. Дедо ми знамо ти знаеш, ама за прадедо ми сигурен сум ти не знал што е тоа банана. А ние денес дискутираме дали авокадото било зрело што го продава. Мислам, генерациите пред нас немале врска, немале појма за тоа. Ананас? Ајде да се сетат по-старите кога прв пат виделе ананас. Малку тешко, нели? Малку тешко ни доаѓа со тоа. Што се случува, ајде едно прашање, кога, например, црвениот пипер е скап? Ти купиш едно те? Класичен одговор, не правиш ајбар. Не може, ако е скапо, не ти се исплати да правиш. Што ќе се случи ако жетвата е лоша? Пелагонија била поплавена, или лани како во април месец што беше сеќавате снег не фати, овошките се исушија, плодот беше слаб. Што се случува? Најчесто. Скап се. Се станува поскапо. Одеднаш се поскапо, наеднаш. А интересно е, никој не вика ќе гладуваме. Ние живееме во страшно многу благословено време денес. Ние не викаме, леле, се поплави Пелагонија, нема да имаме за јадење. Ние викаме, се поплави Пелагонија, ќе поскапи левот, ќе поскапи брашот. Ајде сега се случило тоа горе, третко многу научи, многу незгодно доаѓа. Уште едно прашање, пред да почнам со она што сакам да го правам. Ова е само да ве фокусирам малку. Зошто одиме на работа? За пари. Така. Што правиме со парите? Купуваме. Што купуваме? Се што ни треба купуваме. Ете така. А нашите потреби денеска се далеко поинакви од потребите во минатото. Например, порано фамилијата, јас знам, јасно значи, ајде да кажеме онаа мега генерација, знам дека требаше кога фамилија да штедиме пари, за да може да уплатиме, за да добиеме телефонска линија во куќа. Се сеќава некој на тоа време од тука? Кога требаше да платиш да ти вклучат телефон дома. Денес ходиш со 500 денари во джеб и купуваш телефонен картичка ќе купиш. Каков таков, никаков, не е важно, може да збориш, може да вртиш. И затоа во секоја фамилија од четворици има 4 мобилни телефони. Вика тоа е потребно. Не е потребно. Тоа е желба да си. Тоа не е потребно, мора, не можеш. Мора само да се умре, викаме ние. Не. Што се да кажа? Дека денес како погледнете оно што го нарекуваат
потушувачка кошница во Македонија, вика околу 60 и нешто посто од платата што ја прима просечна плата во Македонија, оди вели на храна, на јадење. Значи остануваат 30-40% да се најдат некои други ствари да се направат. Ако читате историја, ако се вратите назад во Палестина во 1-2 век, историчарите викаат дека 87, скоро 90% од просечната дневна плата на луѓето одела за јадење. Знаете што значило тоа? Ако денеска не работиш, си легнуваш дома гладен. Социјална помош заборави, пакетче заборави. Значи, ако денеска не работиш, твојата фамилија останува гладна. Ако денес не заработиш за леп, денеска нема да јадеш леп. И ако погледнете во Стариот Завет, целиот Стар Завет ако читате, затоа Господ вика немој да задржаш платата на работникот преку ноќ. Дојде ли, заврши ли со работа, плати му, нека оди, зошто ти треба да јаде. Оди ќе остане гладен и ќе умре. Тоа беше многу опасна работа. Не викам дека е лоша нашата идеја за храна. Ама во Македонија некој да остане гладен, да рече јас немам што да јадам, ќе умрам од глад, лажи. Затоа што секогаш може да најде работа баш за 100 денари да направи нешто денеска, за да може да си купи леп и тоа што му треба за да јаде. Кога рече некој во Македонија немам што да јадам, јас ќе кажам, викаат ситна гладен не верува, ама не е така во овој случај. Ено, има деца, работата нам брише што вршали 20 денари да земе купил лепеки. Нема да умре тоа. Значи, реалноста е дека ние денеска сме малку порасипани во тој однос и бидејќи не живееме во такво земјоделско општество, живееме во некој индустријско, постиндустријско општество, како сакате кажете го, забораваме колку храната е всушност вредна и важна. И кога се спремав за ова ми текна на две работи. Ќе влезам во текстот, не се секирате, не го заборавив. На две работи ми текна. Првата беше, имаше некаде во 90-тите години, кога дојде еден Ерик, ако се сеќавате кај нас во Македонија, кај нас беше во црквата, еден Ерик Палмпист, дојде негов пријател од Пешкопеја од Албанија, Джеф Озли се викаше, и дојде во Скопје. И со сузи заедно избегува по продавници да си купи некои работи што му треба. Меѓу другите ствари што ги купи, од Македонија беше Америка за Албанија во тоа време. Си купи се врати назад после 3 месеци, пак беше во Скопје и кажа дека цела фамилија плачеле, буквално плачеле, кога им паднала теглата со мајонез и им се скршила. Си знаев од 3 месеци вика нема да видиме мајонез. 80-те години, некаде 80 и кусур, Сузана и јас уште бевме дечко и девојка во тоа време, кај нейниот татко дојде на гости една жена од Русија. Ја пративме во Струмнички Југопром. Југопромот ми беше продавница Бетер од Зур. Знаат, некој од постарите се сеќаваат на Југопром. Жената беше на своји 30 и кусур години, дојде од Петроград, Санкт Петерсбург, дојде тука, влезе во супермаркет и праша колку смее да купи. И што смее да купи. И рековме, купи што сакаш. Купи колку сакаш. Жената собираше во корба и плачеше од радост. Не и се веруваше. Ние таа радост за храната сме ја заборавиле и сме ја загубиле. И бидејќи сме ја загубиле, не ја губиме нешто во она што Исус го кажа тука, што треба да се вратиме на него, за да можеме да разбереме што всушност тој кажува. Затоа почнав со храна, затоа почнав со овие работи тука. Прво, сакаме да видиме дали поентата на Исус во врска со левот сме ја разбрале во оваа ситуација. Дали ја разбираме поентата што сака да каже. Второто што сакам на почеток да кажеме дека ние не го читавме текстот, ама кога Исус нахрани 5000 луѓе малку пред тоа. Исус тоа не го направи да биде чудо, бум, видите каков трик направи, туку беше показател. Требаше да биде нешто што покажува на нешто многу поголемо отколку самото чудо на хранењето на луѓето. И третото нешто што сакам да го имате во глава. Ево, само да ви стои барем до крајот на проповедта. Во текстот се спомнува мана. Маната беше она храна од небото, ќе се сетите во Стариот Завет, што Бог им ја даде на израелците кога влегува во пустињата за да имаат што да јадат секој ден. 6 дена, 5 дена собираа секој ден, 6-тиот собираа за 2 дена јадеа и потоа доаѓаше повтор. Имајќи ги овие три работи, сакам да ги видиме, да го видиме сега текстот. Знам ти голем беше воведот, мислам ти ќе вреди. Ако не, извинете. Првото нешто, кога Исус зборува за себе 25 до 33 стих, отворете си ги Библиите. Ќе видува таму 6 глава. Исус е оној кој ни го дава животот кој го има Бог, бидејќи самиот тој е мана од небото. Исус е онаа мана, небесна мана, за која луѓето таму во Израел во тоа време почна да зборуваат. Мојсей ни даде ваму таму, Исус вика јас сум мана. Зошто е ова битно сега? Луѓето што беа дел од чудото, што се најадоа
убаво, кога Исус ги нахрани таму, кога направи чудо, луѓето се разбудија са бајлето и викаат супер, нов ден, нова храна. Се свртеа лево десно, Исус го нема. И се сети, веројатно, отишол од другата страна, имаше бродче, отидол од другата страна на езерото и го прашува, вика, Рави, кога дојде овде? Кога, вика, ти дојде од оваа страна? Како се случи тоа да Исус да биде од таа страна? Читате сами во Библијата, ке ви го оставам како така. И Исус, интересно, како во многу други случаи, не одговара веднаш на нивното прашање, туку дава една многу интересна, шокантна изјава. Вика, вистина, вие не ме барате од видовте чудо, некој показател, туку затоа што вика се изнајадовте и се наситивте. Плюс, можеше да каже, и затоа што ви удвоив платата за 80% ја покачи. Зашто? Затоа што јадовте и не мораше да ги потрошите парите за јадење тој ден. Чудото на Исус помогна да се нахрани, ама чудото на Исус исто така им остави пари во джеп, ако смеам така да се изразам. Бидејќи не ги потрошија на јадење. Им дојде пари од страна, им дојде помош некоја од страна тука. Им даде, он не ги однесе да влеземе во ресторан да јаде. Туку им ги исполни лебот наш насушен, оно што го вика Библијата. Секојдневниот леб, оно што ми треба, Исус ми исполни таа потреба и му останаа пари. Како и на нас сите. Кога ќе исполниме потребата, да платиме сметки, да си платиме храна, да платиме се што имаме кредити едно друго. Трето, што ни останува? Викаме, ова ние, зашто ли ова ние плюс може да го потрошиме на нешто убаво. Обично така сакаме. Утревоски марта, сите што имате сопруги, девојки и така натака, спремајте се од тоа што се заштедили. Да помогнете да дадете нешто на некој. Интересно е, бидејќи, ако останеја со Исус и ако цело време ги храни, има две можности. Едната е да натрупаат богатство, нели ќе работат, друг ќе ги храни, парите ќе им останат, економски ќе се подобрат. Втората алтернатива беше ќе ни даваат хуманитарна помош секој ден, ќе не ранат секој ден, јас не мора да работам. Морам да легнам и да чекам другото не храни. Христос. Ќе го направиме цар ако треба, нема проблем. Само нека не храни секој ден. Тие беа двете алтернативи кои можеше, кои реално ќе се случеше. За жал, ќе кажам нешто без да ме разберете погрешно. На многу места во светот, на многу пати, хуманитарната помош ги закупува луѓето во сиромаштија наместо да им помогне да излезат. Оти очекуваат друг да им ги исполни потребите, наместо да се фатат на работа. За жал. Ама, ајде, тоа е друга тема тука. Луѓето не видоа што значи тој знак и затоа Исус мора ги подсети и вика, работете не за храна што се расипува, туку за храна што останува за вечен живот, која ќе ви ја даде Синот човечкиот и врзна го стави во печат Бог Отецот. Он вика, вие уште размислувате само да си ги исполните вашите дневни потреби. Гладен сум, дај да се најадам, ништо не ме интересира. Ќе се сетите ли на еден човек во Стариот Завет што такво нешто направи? Не. Колку кошта да кошта, ама јас само да се најадам, да не ме боли стомак се гладен. Имаше едни двајца браќа близнаци. Сеќавате ли? Есав и Јаков. Така. И кога Есав дојде дома гладен од лов и помириса од и брат му направил нешто сготвил убаво, вика, дај ми да јадам спремнствено, да ти го дам целиот имот мој. И го даде, вика, целото првородство ќе го потрошам, само дај ми да си го наполнам стомак. Исус вика, доста сте запнале само стомакот да го наполните тука. Размислувајте за нешто што е многу поважно отколку од денес за утре. Затоа што сеќавате Исус што е ли на едно место. Знае Бог дека сето тоа ви е потребно. Убавете го напред дека Царството Божие и неговата правда. Истата работа што е тука ставена. Работете не за храна што се расипува, туку за храна што останува за вечен живот што ќе даде Синот човечки. И сега, бидејќи тука вика работете, во известна смисла тие размислуваат си вика, дајте ми храна, дајте ми материјален благослов и јас ќе бидам задоволен од тебе, Боже. Нашиот народ е да јадеме, да пиеме, бидам да јадам, да пијам, не ми треба повеќе, нека Господ тоа ми даде што ќе ми е повеќе. Бог вика доста, не се грижи само за тоа, побарај да остане во вечниот живот, да добиеш нешто што ќе трае вечно. Интересно е дека Исус цело време го врти муабетот од храната на себе си, од храната на себе си. Гледате, пак се враќа тука. Кој ќе ви ја даде? Кој ќе ви ја даде таа храна? Синот човечки, зашто врз него става печат Бог Татко. Вика, Бог ме запечатал, Бог ми го дал тоа, за јас да ви го пренесам ваму. Исус е тој што обезбедува што е потребно. Прво за вечноста и за тука. Поентата вели Исус е, фокусирајте се на мене. А потоа мојот татко на небото ќе ви даде се. Не е поентата тука, не работете.
Имаше едни македонци во Новиот Завет, во посланието до Солунците таму, кои вика Христос ќе дојде утре, дигаме сите четири нагоре и чекаме Христос да дојде да не земе. И Павле вика, таква ви е идејата, таква е. Па ако не работите, да не јадете. Спремни сте да умрете за Христос, умрете ве гладни. Да видиш дали умре. Тоа е. Таму така испади. Идејата е, фокусот е да не биде само на телесните ствари. И занимливо, од овој цел стих, од оваа изјава на Исус, знаете на што се фатија луѓето? На она работете или правете, или грижете се, и вика, ето добро де, чиме поета за работа, што да направиме за да извршуваме Божји дела? Наместо да кажат како да те разбереме тебе, он вика, дај кажи што да правиме. Ова е онаа идеја дека човек со дела, со работа, може нешто да направи. Механичка. Кажи што треба да направиме, за ти нас да ни дадеш помош. Кажи, вие направете ова, добро, ние, ти Господи, ќе ни дадеш тоа. Мислите дека немаме таква идеја во нашиот христијански живот? Господи, ако јас идам на црква, ако јас се молам, ако дигам раце, ако пеам, ако правам сите, ако чистам од црква, ти ќе ми дадеш тоа и тоа. Господ нема да ни даде. И викаме, зошто Господи не ми даде се напред? Не е механика работата. Ние не можеме со ништо да заработиме Господ да ни даде нешто. Тоа не е поентата тука на текстот. Што да правиме? И вика, кај нас се превод вака, вели, Божјо дело е ова да поверувате во оној кој го испрати тој. Или буквално, сакате да правите нешто? Правете. Поверувајте во оној кој е пратен од Господ. Што треба да направам за да ми биде задоволено да бидат задоволени моите најдлабоки потреби? И се вика, поверувај во оној што Господ го прати. Не барај тоа, побарај го, направи го ова. Ама, има ли нешто со кое може да заслужам Господ да ми ги подигне приходите за 85%? Има ли нешто со кое можам да заслужам Господ да ми даде мене, да ми останат моите пари? А тој да ми ги исполни сите потреби? Бог ви сака стана така нешто? Прво преди се на мене, јас ќе ти кажам што го направам. Иначе луѓе викаат, кажи, нема проблем, само ти кажи што треба, јас ќе направам се. Тоа се луѓето како не фарисејот. Господи, фала ти што не сум како други. Постав толку пати, да, 10 си ги правам сите ствари, јас сум поштен честен човек, на мене никој мана не може да ми најде, ти си сега Господи должен да ме благословиш. И Господ вика, јас не сум должен да направам ништо за тебе. Ти ми должиш се, вклучително и животот, јас ќе ти дадам кога сакам. Дојди кај мене, ќе ти дадам се што ти треба и повеќе од тоа што ти треба. Има луѓе што сметаат веројатно дека ако се свртат дека Бог има поголем ќаро дефект колку од Господ. Јас, Господи, ако ме добиеш мене си добро. Обично ако се славни личности особено или некој. Видите кој е како. Евреите тука има една поента. Ако Бог бара вика нешто повеќе или бара нешто за да добиеме вечен живот, нема проблем. Ние, евреите, сме подобри од другите луѓе. Зошто сме подобри? Ние сме избрани од народ. Ние, христијаните, сме подобри од сите луѓе. Ние, христијаните, сме подобри од сите народ. Сите ние сме подобри од подобрите. И Господ вика, тоа е се убаво, ама ништо од тоа не ви вреди. Јас сум оној што ги исполнува стварите. Исус вика, Божјото дело не е за да работите, што да правиш, туку да поверуваш. Се бара вера. И тоа не некаква вера, туку се бара вера во Господ Исус Христос, да го прави тоа во кој тој го направи. Не е некаква вера. И повторно, овде, она што Исус го зборува, апостол Павле го повтара во Римјаните 3 глава 28 стих. Вели така, ние заклучуваме, оти човекот се спасува преку вера. Човекот не се спасува со тоа што ќе прави. Нешто или што ќе успее да направи. Исус па го врти фокусот на себе си. И интересно е, овде, малко и смешно, извинете вака што го зборувам, ама смешно е, луѓето се вртат и вика, кажи каков знак ќе покажеш да видиме и да поверуваме. Ај, кажи што ќе направиш. А ден пред тоа јадеа лев од 5 лева и 2 риби се нахранија 5000 плюс луѓе. И вика, окей, супер, ти викаш да верувам од тебе. А што знак ќе направиш? Мене ова ми личи на провокација. Ај да видиме пак нахранени уште еднаш да видиме дали ќе ти верувам. Ај па уште еднаш нахранени да ти верувам. Ај секој ден хранени за да ти верувам. Ај да те видам дали можеш. Може, ај да те видам дали можеш. Као деца кога си игра. Што да правиме века ние? И гледате, многу интересно дека си наоѓаат библиски изговор зошто го бараат тоа од него. Татковците наши
јадеа мана во пустињата, како што е напишано, леп од небото им даде да јадат. Со други зборови, ви кажете си Господ, супер, ајде храни не секој ден, како што Бог ги хранеше луѓето во пустината. Викате дека вие сте Божји луѓе? Па дајте ми се што ќе побарам од вас. Викате дека сте верни христијани? Па ти не смееш да ме одбиеш, кога имам потреба ти мора да ми дадеш. Зошто? Ако не го направиш, не си Божји човек. Извини, не е тоа поентата. Не е тоа идејата тука. Ова е многу интересен став. Дај, вика уште еден знак. Плюс, биди како Мојсей. Давај мана секој ден. И што е фората, забележите како подло е тоа поставено. Оти, кога ние ќе разбереме, кога луѓето околу нас ќе видат како ти не храниш, вистински ќе поверуваат дека има Бог. Така ќе поверуваат дека има Бог. Не на поинаков, не на некој друг начин. И пак бараат телесен ќар. И пак бараат телесна полза преку тоа, дури со библиски стих. Леп од небото им даде да јадат. Колку пати ќе ви дојдат луѓе и ќе ви барат да им направите услуга, помош или било што, сте христијани, нели треба да го љубиш ближниот како самиот себе си? Да, треба да го љубам ближниот, ама љубовта не е само да се даде, љубовта некој пати и стапа. Извинете. Оти вика, видите, кој него љуби синот, тој го штеди стапот. Со други зборови, не е само љубов, има и дисциплина. И таа дисциплина мора да влезе во светото. Исус пак сака да ги поправи, да ги објасни, вика, вистина велам, не ви даде Мојсей леп од небото. Туку мојот татко ви дава вистински леп од небото, зашто лепот Божји оне кој слегува од небото, му дава живот на светот. Евреите толку се фокусираа на Мојсей, на нивниот водач, реално, што заборавија на Бог. Толку се фокусираа на тој Мојсей, нивниот водач, заборавија дека не беше Мојсей тој што им даде. Бог им даде, Мојсей само беше гласник, кој што им рече, ево што ќе се случува. Не, Мојсей ни дава шанс. Ако сакаш да бидеш барем колку Мојсей, дај ни мана од него. А да бидеш па Бог, ќе ја даваш секој ден, до вечерот, и си го решим тоа. Бог го дава лебот во тоа време што го држува живот. Да не им дадеше Бог мана на израелците, ќе изумреа во пустињата, ќе умре гладен. Плюс вика, таткото го дава вистинскиот леб од небото. Ако го прочитате Евангелието по Јован, не ако туку кога го читате, ќе забележите дека има едни изјави на Исус. Јас сум. Се сеќавате? На нив. На едно место вика, јас сум лебот на живот. Понатаму вика што друго. Јас сум вистинската лоза. Јас сум вистинскиот пастир. Ке каже. Се е тука, јас сум. И он вика, јас сум вистинскиот леб кој дојде од небото. Луѓето вика, да, лебот дојде од небото. Мојсей ни го даде, ние јадов, живеевме и ни се исполнија материјалните потреби и останавме во живот. Да не беше тој леб, ќе умревме. Интересно е, се фокусира на подарокот, а не на тој што го дава. И ние имаме иста тенденција денес. Да се фокусираме на тоа што на дарот. Господи, ми фали тоа. Наместо да се фокусираме на Господи, ти си оној кој може да ми го дадеш тоа. Има голема разлика меѓу двете ствари. Јас се фаќам тука кај Боже, дај ми ова ми треба. А Бог вика, барај ме мене. Јас знам што ти треба. Јас ќе ти дадам се што ти треба. Ама прво, ти ќе се предадеш на мене. Ти ќе бидеш оној кој ќе дојдеш кај мене и ќе се предадеш. И луѓе да се согласи, да, нема проблем. Лебот дојде од небото, да, лебот дојде таму, ни го даде се. Супер. Па што ме така, Господи, дај ни го пак тој леб. Упорно и упорно, дај ни леб без мотика. Цело време упорно фокусот им е, дај ни нешто без да го заслужи. Дај ни го тој фокус, дај ни го тој леб, дај ни го за да живееме постојано. Еднаш не е доволно, еднаш ни заврши работа, му што 364 дена има вакво. Што ќе правиме понатаму? Давај ми секој ден. Многу тешко. И тогаш Исус ја дава онаа изјава, што вика, јас сум лебот на животот. Кој доаѓа кај мене нема да облади, и кој верува во мене нема никогаш да ожене. Ова е многу важно, бидејќи во самото ова Евангелие по Јован, Исус на едно место рече дека јас сум вистинската пасха. Јас ќе видам на вистинскиот што ќе умре за вас. И тука вика јас сум вистинскиот леб. И просто едноставно Исус вика, или ќе јадеш од овој леб, или ќе дојдеш кај мене, или просто едноставно ќе умреш. Ќе умреш. Нема друго чака за тебе. Ако не дојдеш кај мене, ќе умреш. Да, може физички нема да умреме сега. Духовно,
одвај се за секојаш од Господ. И затоа, пак ќе повторам, Исус е маната, бидејќи Исус е оној кој дава живот. Тоа е вистинската мана. Џабе ние, браќи и сестри, 100 години на земјата, ако цела вечер се поминемо од војна Бога. И затоа вика ова е вистинскиот живот што се дава. Ама како знаеме дека Исус е тој што дава живот? Затоа што вика дека Исус ја врши волјата Божја. Уште еднаш пак истиот стих. Јас сум левот на животот кој доаѓа кај мене. Нема да огладни, кој верува во мене, нема никош да ожени тука. И за прв пат појаснува дека има еден мал проблем тука во споредбата. Ај вака да пробам да го објаснам. Овде имаме леп, од денеска ќе ме спомен вечер. Замислете, Господ ми кажа, дојди кај лебот. Оти ако не дојдеш кај лебот, ќе умреш од глад. Што треба да направи? Да дојдеме. Плюс што треба освен што ќе дојдете? Да земеме и после да го изедеме. Нормално. Значи вика Исус, само да ви објаснам, Исус нема да јадеме буквално. Туку ние мора да дојдеме кај него. Како? Преку вера? И дури тогаш ќе го јадеме, условно речено. Ние доаѓаме не да го јадеме телото и крвта буквално Христос. Ние не сме римокатоличка црква, не веруваме во трансубстанциализација, не веруваме во тие ствари, ние не го јадеме, ние не сме канимо. Ние доаѓаме фигуративно и викаме јас ти верувам Христа за тоа што го направи. Мојата вера е кај тебе, јас доаѓам и ти верувам дека само ти ќе бидеш тој што може да ме спаси од вечна смрт и од вечна така. И вика Господи, дај ни пак да јадеме секојаш од тој леп. И он вика, ќе дојде кај мене, нема никогаш да огладни и нема никогаш да ожени. Дали тоа значи дека нема веќе физички да јадеме и пиеме? Не. А тоа што повторно ќе јадеме физички, повторно ќе пиеме вода и така натаму, ама идејата е следната. Како да го објаснам ова? Еден автор го објаснува на следниот начин. Во Јован 13 глава, учениците се спремни, сите седат, ќе јадат пасха, и Исус доаѓа и почна да им ги мие нозете на учениците. Притекнува на таа случка таму. И кога дојде до Петар, му вика Петар да ти ги измијам нозете, Петар вика не Боже, ти нема да ми ги миеш мене нозете, подалеку од мене. Исус вика, ако не ти ги измијам нозете, немаш дел во моето царство. Реакцијата на Петар знаете која е? На цел избање. Што вика Петар? Не, треба да ги измијам само нозете. Оти кој човек чисти, треба да го изчистиме тоа што не од. Што сакам да кажам? Ова е сличната работа. Исус не умира постојано. Ние не се сеќаваме на спомен вечерата, ние не јадеме леп и пиеме вино, затоа што Исус умира постојано и постојано за нас. Исус умре еднаш за секојаш и ни го прости гревот и ние како што треба да бараме прошка за нашиот грев секој пат кога ќе сгрешиме, ќе ги измиеме нозете фигуративно, така мораме секој пат да се вратиме кај него да кажеме Господи, дај ми малку од тебе, прости ми, дај ми да можам да те разберам подобро. Ние сме кај него како кај живот леп. Идејата е од кога ќе вкусиме што Бог ни дава, од кога ќе разбереме што Бог сака да ни даде, тогаш веќе ништо друго нема да ни сладко. Ништо друго веќе не може да не насити како неговиот збор. Сеќавате кога Исус на еден момент им рече на учениците, јас имам леп за кој вие дури и не знаете. Попамтите кога рекоа, бе гладен си, што е? Јас имам леп што вие не го знаете. Што е поета? Вика, мојата храна е да исполнувам волјата на мојот татко. Нашата храна е да исполнуваме волјата на нашиот татко. Да, физички ќе јадеме, ќе пиеме, се. Ама во фигуративната смисла Исус вика, ако не се храниш на мене, ако не учиш повеќе за мене, ако не растеш во познавањето на мене, ако твојот живот нема одразува мене повеќе, ќе умреш глад. Мене ме немаш. Толку. Како што има глад, ќе што имаше се има полнота. Бог менува се. Нас не изгледа ова јасно, кечето. Добре, јасно. Ама евреите во времето на Исус уште беа збркани. Реално. А требаше да разберат, особено водачите, знаете зашто? Бидејќи уште во Исаја, Бог вика вака, вие што жедувате, дојдете сите кај водите, дури вие кои немате пари. Значи не е битно имаш, немаш, кој си како си. Дојдете, купувајте и јадете. Дојдете, купувајте вино и млеко без пари и без плаќање. Зошто да трошите пари за она што е леп, што не е леп и заработката своја за она што не ве наситува? Послушате ме внимателно, јадете што е добро и душата ваша нека се слади со сочни јадења. Преклоните главата и дојдете при мене, послушајте и душата ваша ќе биде жива. Не вика телото ваше ќе остане живо, душата ваша ќе биде жива. Со други зборови, ако ги слушате моите зборови, ако живеете според моите зборови, ќе уживате во нив како да седнете и си јадете најсладкото нешто што ви е во животот. Замислете си го најсладкото нешто што ви прави кеф што го јадете. Замислите?
замислете дека така се чувствувате кога учите за Господ Исус Христос и за Бог. Не може да кажам дека е тоа кај мене секој пат е вистина. Има моменти кога се радувам, има моменти кога ќе видам нешто и викам, леле, како ова нешто го знам. Радост ме фаќа. Има моменти кога го читам како ајде да се најдам реда работи. Тоа е текстот за кој ни зборува тука. Послушајте, јадете нешто сочно, убаво, сладко, да се најдеш, да ти го напълни стомакот со радост, да се радуваш да си јаде. Тоа е поентата кога ќе дојдеме кај него. Затоа евреите требаше да го знаат. Исус река, гледате, ама не ми верувате. Да, верувате дека можам да правам чуда, ама не верувате дека јас сум Бог кој дојде од небото. Да, верувате во чудата, не верувате во Бог. Тоа не значи дека Исус не успеа да го исполни својот план на земјата. Тоа не значи дека службата на Исус беше неуспешна. Ако смееме да кажеме по човечки, не го послушаа луѓето и му се тргна и крај. Не е вистина. Ама Исус сака да објасни што сака да направи. Во 6 глава, малку порано ако читате, некаде околу 14 стих, Исус зборува за тоа, не Исус, Јован, извинете, Јован, евангелистот, зборува дека луѓето сака да го направат Исус цар. Зошто сака да го направат цар? Луѓе, џабе храна секој ден? Ако не ги да работиш, уживај. Ако сакаш да работиш, богат ќе станеш. Оти сите, се што ти треба е твој, се што ти ќе остане. Пари се за твој, чисто за луксус ти остане. Леле колку и сака да го зацара. Веднаш. Исус се тргна и си замина од таму. Тој сака да објасни што е. Они не веруваат што он е ветевиот потомок на Давид. А не вика, ова е Месијата што дојде. Не, ова е човек што може да не рани, да ни дава екстра пари, да ни дигне финансиската добробит, барем за 80%, ајде да не е за 100%, да не ни е дуплирал, бар за 80%, ќе ни помогне нешто, ќе направи. И денеска, за жал има мнозина, кои ќе барат помош од црквата, не оти веруваат во Бог, не оти се дел од него, туку затоа што мислат дека има полза и полн стомак. Не дај Боже било кој од нас да биде во црква за ќар. Знаете колку пати на протестантските верници у Македонија викаат, вие сте од црквата и ви даваат нешто. Сите постарите што вика, вас ве плаќаат, додите во црква. Мене никој да се не ме плати. Мене ме кошта, ама не сум платил да се јас. Не ми платил барем никој да каже, ја ќе ти плаќам за да додиш во црква. Не верувам дека било кој од вас е така дојде тука, кој ти го плаќа. И затоа Исус вика, на тоа една реакција, вика вака. Се што ми дава Отецот ќе дојде кај мене. А кој доаѓа кај мене, нема да го избркам надвор. Ова е цела проповед, ама на брзина ќе го поминам, извинете ме. Вика, нема да го избркам надвор, зашто јас слегов од небото не да извршвам мојата волја, туку волјата на Отецот кој ме прати. А волјата на Отецот кој ме прати е оваа, од се што ми дал да не загубам ништо, туку да го воскреснам во последниот ден. Волјата на оној што ме прати е, секој што ќе го види Синот и ќе поверува во него да има вечен живот, и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Исус вика, нема шанса вие со вашето неверување да ја прогласите мојата служба за неуспешна. Зошто? Затоа што вика, секој кој ќе го испрати таткото кај мене, јас ќе го задржам за вечност. Ова е еден текст кој многу ретко го користиме за да зборуваме за сигурноста на спасението, а е неверојатен текст кој точно зборува за сигурноста на спасението. Што вели текстот? Вели дека сите тие кои доаѓаат кај таткото, сите тие кои доаѓаат кај Синот, се дар од таткото за Синот. Секој човек кој ќе се новороди, кој ќе го прифати Исус за спасител, е всушност дар на Исус од страна на неговиот татко Бог. И потоа вика Исус, волјата на таткото, на кој ме прати ова, од се што ми дал, значи од сите тие кои Бог таткото ми ги дава мене, да не загубам ништо, туку да го воскреснам од мртвите. Сега, во теологијата имат оние две страни. Оние што веруваат во предодреденост и оние кои веруваат дека човекот сам си ја врши својата судба. Тој што верува во предодреденост ќе рече, амин, гледате што вика текстот. Тие Бог што ги предодредил, тие се во Христос. Од друга страна, тие што веруваат во дека човекот одговара за своето спасение, вика, гледаш ли, секој што ќе дојде кај Синот, значи јас имам слободна волја да дојдам. Поентата на текстот не е кој ќе дојде, кој ќе се оди. Поентата на текстот е нешто многу побитно. Може ли Христос да го загуби оне што е кај него? И одговорот е не, бидејќи тогаш има две алтернативи. Или Синот престанува да му биде послушен на таткото, па ќе ме загуби, тоа е едната алтернатива. Или втората алтернатива е дека Исус не ќе да го послуша таткото,
па не им дава вечен живот на тие што поверувале во него. Ова е текст за кој многу ретко се фаќаат тие што се со таа идеја дека спасението може да се закачи. Многу ретко сакаат да го закачат овој текст да го предискутираат. Но, ајде да заокружам зоро, вика Исус е оној кој ни дава живот, ни го дава животот на Бог во нас, бидејќи тој ја исполнува Божјата воља. Сега, Исус исто така ни го открива самиот Бог. И така ние го добиваме Божиот живот. Од 41 до 48 стих, повторно. Се разгневја се на луѓе против негови деци, да ти рече, јас сум лево што слезе од небото, и гледате што се случува тука. Толпата почнува да мрмори. Почнува се да говори. Кој е овој што толку се издига се? Кој е овој што се возгоре? Абе ние го знаеме него, ние го познаваме. Тој е од сел, тој е селјак. Тој нема некоја школа, тој не е од моја или од таа или од онаа фамилија. Тој е непознат, да го знаеме татко ме, знаеме мајка му, ги знаеме сите кои се и какви се. Тој ни најде сега на памет да ни соли да ни кажува. Луѓето се уште, знаете, што му боцнеш човек, што му укажеш дека тој има проблем со гревот, дека има проблем во односот со Исус, реагира контра. И вика Исус, нема морате меѓу себе. Тој вика, никој не може да дојде кај мене ако не го привлече Отецот кој ме прати и јас ќе го воскресам во последниот ден. Кај пророците е напишано, вика, ќе бидат сите од Бога научени. Секој што слушнал од Отецот и се научил доаѓа кај тебе. Но тоа не значи дека некој го видел Бога, освен некој од Бога, само тој го видел Отецот. Вистина, вистина е велам, кој верува во мене, има вечен живот. Јас сум левот на животот. Тука. И затоа сака да им објасни дека ова што го прават они не е само лошо, тука е навредливо. Навредливо е. Како може да ме врегате ако некој не ми го, ако Отецот не го привлече некого да дојде кај мене? Јас немам што да правам. Јас ја вршам вољата на мојот татко. Тука. И знаете што е најбитното овде? Има всушност две нешта, едната ќе ја спомнам само малку, друг пат може да зборувам. Во овој текст што го прочитавме пред малце онака на брзина, Исус не им дава право на луѓето околу него да мрморат и да дискутираат за тоа дали зборовите на Исус се вистинити или не се. Тој вика, јас не сум тука да се бранам. Јас сум тука само да ви пренесам вољата на таткото и зборовите на таткото. Ориген, еден од старите црковни отци, мислам дека беше, да не сгрешам, рече, не му дозволувај на безбожник да ги брани своите ставови со Библијата. Нели така пише во Библијата? Ако ти стварно веруваш во Господ, ќе разговараме. Ако не веруваш, зашто ја взимаш неговата книга напразно во Господ? И не веруваш во Бог, не веруваш во откровението. Исус истата работа ја прави тука. Со други зборови, не дозволува на евреите, чекај да те прашаме ние кој си ти, како си ти. Он вика, не слушајте мене, слушајте што Господ зборува. Ама тоа е нешто друго. Второто нешто многу побитно за кое сакам да го нагласам тука, дека луѓето не сака Бог да владее над нив. Луѓето не сака да станат владетел на нив во вистинска смисла, туку сака да биде доволно цар во наводници да им ги исполни потребите, ама не да им каже што да прават и како да живеат. Или како што кажува тоа C.S. Луис го користи на едно место, сака припитомен цар. Луѓето сакаат припитомен Бог. Знаете што е тоа припитомен Бог? Да ви кажам. Тоа е истата она работа што ја прави Аладин со неговата волшебна лампа. Јас имам дух кој може да направи се. Сеќавате, така е приказано. И живее во лампа, така? Така. И духот му служи на кој? На тој што ја држи лампата. Така? Евреите сакаат таков дух. Сакаат таков Господ. Ние сакаме Бог на кој ќе му кажеме дај храна, оп, храна на сите. Спасени на непријател, оп, сите спасени. Излечени, оп, излечени се. Ама чекај да ви кажам што треба да направи. Ти да ќутиш. Ти си наш слуга. Затоа не можеа да направат ништо. Сака припитомен Бог. Чудата што сака да ги гледа, беа само, ајде што ги се случи. И вели тука многу интересно, кај пророците е напишано ќе бидат сите од Бога научени. Секој што чул вика од Отецот и се научил доаѓа кај мене. Повторно, евреите требаше да знаат, барем водачите, не викам просечниот човек на улица беше кај нас денес. Ама Исаја 54:13, ова е текстот уствари што Исус го цитира. Вели, сите твои синови ќе бидат научени од Господ. Ето, ќе бидат научени дека голема среќа ќе има меѓу синовите твои. Некои преводи го преведуваат благост, некои го преведуваат среќа, некои го преведуваат добробит, зависи кај што ја гледаш. Ама вика, ќе бидат научени од Господ. Се што знаеме
за Бог. Се што знаеме за Господ Исус Христос, за Светиот Дух, за Библијата, не е нешто што сме го научили од Бог, затоа што Бог ни го открил. Не оти сме биле многу паметни, не оти сме биле гениалци, туку затоа што Господ Бог ни го открил тоа. И затоа велиме, Исус е оној кој ни го дава Божиот живот, бидејќи ни го открива Бог. Така, на кој начин? Значи, така гледаме кој е Исус. Се сеќавате што рече Бог, ќе ни го прати Светиот Дух во нас. Тој ќе биде нашиот учител. Светиот Дух е Бог, исто како што се сите други. Вие можете да му дадете на човек едно чудо книги за евангелизација. Може да го евангелизирате колку сакате, ако Господ не го привлече, ако Господ не му ги отвори очите, секи му биде глупаво, чудно и неразбирливо. И во моментот кога Господ ќе му ги отвори очите, а ќе му ги отвори, бидејќи мора да му даде аргумент, сакаш ли или не кеш да чуеш за мене, тој човекот ќе видиме што ќе направи од тоа што добро или научил. Стариот Завет пророкува дека всушност Бог ќе биде учител, ќе не смени однатре. Тоа е важно. И тоа не ослободува да имаме, по човечки зборувано, релативно слободно служење. Во која смисла? Ако Господ ни даде успех, значи дека Господ не благослови по неговата воља. Ако Господ не ми даде успех, тоа значи дека Господ не ги привлекол луѓето да дадат кај мене под услов и јас да го завршам оно што тој мене ми го дал. Не се спасуваат луѓето заради метода, не се спасуваат луѓето заради некоја технологија, туку затоа што Бог вика, Бог ќе биде оној што ќе ги научи. И затоа тоа треба да ни биде понизност кога ќе ни оди како треба, утеха кога не ни оди како треба. Господ е оној што привлекува, не ти, не јас. И сакам да завршам за неколку минути со ова. Исус е оној кој ни го дава Божиот живот, или левот, тој што јасно левот на животот. Оти тој е оној што го дава својот живот за самите нас. 49 до 58. Таковците ваши јаде амана на пустињата и умре, а ова е леп што доаѓа од небото и оној што ќе јаде од него нема да умре. Јасно живеот леп што слезе од небото, кој јаде од овој леп ќе живее вечно, а лебот што ќе дадам се моето тело, што ќе го предадам за живот на светот. Евреите почнаа да се препираат меѓу себе велики. Како можува да ни го даде телото свое да го јаде? Канибализам е, ќе го изедаме, жив треба да го изболам. Исус им вика, вистина, вистина ви велам, ако не го јадете телото на синот човечки, ние пиете крвта негова, нека имате живот во себе. Кој го јаде моето тело и пие мојата крв, има живот вече, и јас ќе го воскреснам во последниот ден, зашто моето тело е вистинска храна и мојата крв вистинска напивка. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас во него. Како што ме прати живеет Отец, и јас живеам преку Отецот, така и тој што јаде од мене ќе живее преку мене. Ова е лебот што слезе од небото, а не како ковците ваши што јаде амане и изумре. Кој јаде од овој леб, ќе живее дорека. И овие се многу физички стихови. Некако многу телесно, јадење, пиење, раскинување, крв, стечење, колење и така натаму и така натаму. Ја знам оти е тешко во наше време да ги разбереме, затоа што ретко кој нас оди на пазар да купи кокошка, да заколе дома, да искуби, да ја изчисти од пердуите, после да сготви. Ние знаеме дека се е готово. Кај доаѓа месото од супермаркет? Каде од месарница? Каде е фирно насецка, склопена, дадена? Не, некој треба, тоа говедо умрело од некој го сакал. Крвава. И затоа Исус тука зборува. Гледайте што се случува вика тука. Се шокира, ќе те јадеме? Не. Патем речено, овој текст, првичното значење не е за Господовата спомен вечера. Бидејќи тука се уште сме далеку од воспоставување на спомен вечерата. Ние може да гледаме како предслика на нешто што Господ го вика, ама да кажеме ова е Господ на вечера, текст за Господ на вечера. Не. Тргнете ли на таа страна, ќе отидете во Ерес. Ако ви интересира зошто, прашајте ме подоцна, ќе може да го објасниме тука. Поентата е се до втори век, само да кажем, овој текст е читан буквално како така. И правеле разлика. Едното било тело, другото било месо. И кој јаде од моето тело, а не кој јаде од моето месо. Иако истиот збор сакс во грчкиот јазик, тоа е веќе скроз друга тема. Ама, сакаме едно нешто да забележиме пред да кажем зошто тоа го, барем јас верувам дека е тоа така во овој текст. Бидејќи самиот Јован во неговата евангелија не се занимава многу со теологијата. Директно. Зошто? Например, во Јован 2 глава авторот дека Исус не крштеваше. Учениците крштеваат. Понатаму во Јован 13 зборува дека имаат спомен вечер, ама не ни кажува Јован нити кои зборови се користат на спомен вечерата, ништо не ни објасни, само нека јадеа заедно.
Не оди во детали, така да не верувам дека тука оди за таа работа. Навестува, ама не е вистина. Ама она што е битно е ова. Ако не јадеме и не пиеме, немаме живот во себе. И јас сакам да завршам со едно кратко објаснување точно за ова тука што е кажано. Кога ќе завршиме тука со богослужбата, сите си одиме дом, предпоставувам, нели? Ќе ручате ли денес? Океј, може ли некој да ми каже отприлика што ќе руче? Не ви доаѓа на гости. Жена ми има руче. Кокушка и компир. Што ќе ручате? Кажи? Кебапи. Кебапи. Океј, фino. Кокушка и компир. Кокушка и компир. Фino. Ајде да размислиме вака. Ајде да го сведеме на просто, да купиме сендвичи. За да не одам многу во кулинарството и не ме било. За да имате плескавица, говедото требало да умре. За да имате салата, салатата требало да умре. За да имате жито, да го направите лебот, или лепчињата двете, житото морало да умре. И ако нешто не умре, нема начин ти да живееш. Ајде размислете малку на тоа. Единственото нешто што не е мртво во вашата храна е солта. Знаете зошто? Затоа што солта е така. Солта е како се викаше? Неорганска. Неорганска. Говорам, точно тој збор го барам. Се друго, за ти и јас да останеме живи секој ден, нешто друго мора да умре. Ајде размислете за тоа малку. Исус вика, ако јас не умрам, ти нема да имаш живот. Ако јас не сум мртов, пак воскресна после, ама ако јас не умрам, ти немаш живот. За да се добие, за некој да живее, нешто или некој мора да умре. И многу интересно е дека кравата сигурно не рекла, јас сакам доброволно да се жртвам, за да ме продадат како сендвич во лесковачка плескавица. Тоа нешто не се случува. Ама Христос вика, јас се жртвував себе си доброволно, волонтерски, за ти да имаш живот. Јас го давам мојот живот, за ти да можеш да живееш. Во таа смисла, ние мораме да го изедеме. Во таа смисла, ние мора да го прифатиме. Во таа смисла, како во 35 стих што зборов, ние мора да дојдеме кај некој да кажеме, јас ти верувам дека твојата смрт за мојот греф ми го дава животот вечен. Дека ако ти не умреше, ќе умира крави, кози, говеда, како во Стариот Завет, и стално нешто ќе мораше да умре за некој да каже извини, прости. Христос умре едно за секој, за ние да немаме веќе проблем со таа работа. Идејата е, или Христос ќе умре, или јас и ти ќе умреме за него. Толку. Или Исус ќе не нахрани, ќе ни го даде животот и ќе останеме живи, или сите веќе изгинавме. Ако тоа е единствениот леп од небото, тогаш нема алтернативна храна. Не можеме да очекуваме некој друго учење, некој друг човек, нешто друго да ни даде вечен живот и спасение. И, патем да ви кажам, кога нешто ќе умре, јас не можам да кажам, ево тоа нешто умре, толку ми е жал за него, ама јас му заслужил што он умре. Не. Тоа живот умрело незаслужено, за јас да добијам храна, за јас да останам жив. Исус умре незаслужено, за ти јас да може да останеме живи денеска. И да застанеме еден ден и да стоиме пред Бога. Најважното нешто не е во тоа што Христос дојде од озгора. Дојде од небото, како маната што дојде. Туку дојде од озгора за да ни даде живот од Бог кој трае цела вечност. Тоа е најважната работа. Не можете да го одвоите целото учење на Исус од крстот Негов за цело време што е таму. Сите поуки на Исус не се дел од некоја приказна, сите се дел од тој расказ дека доаѓаме до вечност. Саме Бог. Што друго? Затоа Исус е леп на животот. Баш заради тоа тој е лепот на животот кој дојде од небото. И затоа ние можеме, кои веруваме во него, да имаме живот вечен и сигурност дека да, ние навистина живееме заради туѓа некоја смрт.